Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте. Ова е историско издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Зошто? Затоа што откако постои емисијава се тегне еден разговор во врска со една тема на која многумина граѓани наоѓале да пофалат, да искудат, да не знаат како да ги решат проблемите или да имаат да поставуваат многу прашања. Некаде околу Нова година ви ветив дека вака или онака ќе најдам начин да ја направам и таа емисија. Дојдоа други политички ситуации кај што моравме да дадеме акцент повторно на други работи и постојано има, ако не се лажам, стално одлагам затоа што гледам да се избегне политичкото милје за да разговараме за вашите проблеми. За жал повеќе тоа не можам да го чекам. Исконтактирав со луѓето од Евана, на чие барање вие баравте да се посвети една емисија и наместо да ми пратат допис или нешто одговор на она што вие го поставувате, они ми пратија жив човек кој е овдека карши мене. Александар, добро вечер, добре дојде. Многу ми е драго што си тука и ти честитам на храброста да се појавиш во оваа емисија како представник на Евана. Добре те најдов и чест ми е што сум гостин во емисијава. Неколку пати те следам често. Секогаш кога следам и кога ќе слушнам нешто за Евана, ниту можам да ти завртам, да објаснам на гледачот како што да направи. Не тоа, но потоа се слушнавме, исконтактиравме и викам да да објасниме. Има работи кои гледачите на твојата емисија и наши корисници ги знаат, можеби не ги знаат. Но она што сакам веднаш на почетокот да го расчистиме се оние црни облаци над компанијата Евана што се создаваат, така да кажеме. А тоа е дека, да кажеме дека Евана не е само дистрибуирање на сметки за потрошена електрична енергија и плаќање на сметките. Дека ние сме многу нешто поголемо од сето тоа. Тоа е нешто комплексно, не дека од Евана почна се. Евана е само дел од поранешното старото ЕСМ, Електростопанство на Македонија, делот од дистрибуцијата, оној кој е најтешкиот за работа, што би рекле луѓето од енергетиката, затоа што се работи со корисниците, со луѓето. Оне што произведува, оне што ја пренесува, многу ме полесно од оне што треба да ја дистрибуира до корисникот и потоа да ја наплати. Значи, многу е повеќе од само носење на сметките и плаќање, може да се плати, не може, бидејќи 2000, над 2000 вработени, кои се сите македонци, и затоа некогаш, не знам колку држи австриската Евана, над 2000 македонци работат, другите што се таму се многу мал број, коучи или тренери, дел од управен одбор, луѓе од Австрија кои ги поистоветуваме практиките европски и она што во Австрија Евана го работи, она во соседна Бугарија, во Хрватска, во Албанија и во другите земји, го синхронизираме да можеме да го ведеме во нашите стандарди. Евана го има во сите овие земји кои ги наброивте? Да. Дистрибуција има во Бугарија, во Хрватска е за газ или плин, складирање на газ, во Албанија се градат големи хидроцентрали. И затоа велам дека Евана мора да работи според стандардите на земјава, бидејќи од работата овдека во земјава, начинот на кој работи зависи рейтингот на компанијата на глобално ниво. И никоја таква една компанија не би се ризикувала со некои такви обвинувања како што слушаме често за да го изгуби својот рейтинг. А пред се затоа што во самото отворање на нашата интернет страна во мисијата која има Евана Македонија пишува дека пред се безбедно, сигурно, стабилно снабдување со електрична енергија е приоритет на Евана Македонија до корисниците. Главниот фокус се корисниците. И разговараме за многу работи кои ги воведуваме, за да можеме на корисниците да им олесниме. И во снабдувањето, и се разбира во плаќањето на сметките. Милион начини има. Ке зборуваме за се отворено и за сите проблеми што ги мачат. Велам, не дека нема грешки, јас би ги рекол недоразбирање, кои не може да не се надминат. Ама кога ќе видиме од друга страна, Евана не може да се сака, затоа што оној што ти зема пари, тешко го сакаш. Оној што ти дава пари, многу ти е помил. Но една работа дека електричната енергија треба да ја сватиме како производ за кој некој одвојува средства да се произведе и ресурси, некој одвојува средства таа да се пренесе, некој да се дистрибуира и потоа да се наплати. Додиме во продавница, да земеме леп, мораш да го платиш. Исто и со електричната енергија. Значи, насушна потреба. Колку ни значи, барем јас разбирам, кога ќе почне да ми звонат телефоните, снема електрична енергија. Тогаш е смак света, ништо не работи.
Дури тогаш многу сваќаме што всушност значи електричната енергија да имаме постојано во своите домови. А за да се донесе таа до таму е навистина тешко. Значи не велам дека нема недоразбирање, но тоа све е решливо. Недоразбирање се најчесто затоа што некои од нашите корисници не ги знаат патиштата или не се доволно информирани. Затоа еве и преку оваа емисија и преку нашата интернет страница имаме многу работи што можеме да ги разјасниме. Значи тоа сакав на почетокот да го кажам дека ние пред се тука за корисниците, бидејќи тоа е еден круг, затворен круг, од кој ние ја дистрибуираме електричната енергија, ја пренесуваме до домовите. Корисниците ја користат и потоа за она што ги имаат потрошено плаќаат. Потоа ние повторно набуваме нова и покрај тоа инвестираме. Од каде и во сте- развој на мрежата и во развојот и образованието и на своите вработи. Господин Ковачевски, од каде ја набавувате, поточно, од каде почнува вашето користење кога вие ја користите, поточно ја дистрибуирате до нас? Значи, вие не тргате од хидроцентралите, хидроцентралите се на Елен. Вие не тргате од далноводите, далноводите се на МЕПСО. на МЕПСО. Дистрибутивниот систем во Македонија е така поставено на како што сега го објаснивме, што го кажа пред малку и Јанко, дека таа треба да се произведе, да се пренесе. МЕПСО ги има големиот пренос од град во град, а ние го имаме преносот значи до сите корисници. Електричната енергија набавуваме пред се од производителот овдека, од домашни потреби. Дел се набавува и од странски добавувачи, и дел произведуваме ние од малите хидроцентрали. Бидејќи со поделбата на старото ЕСМ, малите хидроцентрали останаа во собственост на ЕВА на Македонија или на оној што ја купи дистрибуцијата. Големите хидроцентрали, термоцентралите и другото производство остана во ЕЛА. Оно што е интересно е што ние, според рокот, ако ја купуваме електричната енергија, веќе во рокот 30 дена треба да ја платиме. Ние ја плаќаме веднаш, Во рокот од 30 дена, зависно Од 30 од договорот дена. треба да се плати. А ние потоа ја пренесуваме до корисниците и ние ги чекаме нашите корисници да ја платат, а може да помине и повеќе од месец дена. Значи, целата работа е дека има од нас и живеат и многу добавувачи, многу што работат на дворешни фирми за ЕВА на Македонија. Оние што изведуваат ископи, оние што поставуваат кабли. Значи, тоа е еден процес кој мора постојано да се одржува, бидејќи било каде да прекине една од тие нишки, целиот процес оди во нешто сосема друго, не од оно што е предвидено за работа. беше критиката до вас дека ви едноставно ја го наследивте од стариот систем дистрибутивниот и дека само собирате пари. Па мислењето е така, можеби. Но кога ќе се погледне, прочита и види, кога ќе се види и анализира колку имаме вложено во дистрибутивната мрежа, колку е обновена дистрибутивната мрежа, колку нови илјадници километри дистрибутивна мрежа на сите напонски нивои е направена, колку работата на електромонтерите, заштитата нивна и на здравјето и безбедноста е подобрена, ќе се види дека она што како практика во Европската унија и ЕВА на Австрија го имаше, овдека одлично се пременува. Кога ЕВА ја купи дистрибуцијата, ги наследи сите обврски и сите права. И наследи неколку обврски, а тоа е старите долгови на старото ЕСМ, да ги собере, да ги наплати и да ги преостапи на другите две компании. Тоа беше задолжение на ЕВА на Македонија. Исто така едно, не знам, за нас може би не толку среќно решение или задолжение што ние мора да ги собираме, да собираме и таксата за улично осветлување. На твојот сајт веќе прочитав некои од прашањата, како тоа ЕВА од ракав си дава цена за улично осветлување, надвор немам осветлување, јас плаќам на ЕВА, значи ЕВА има само задолжение да ги прибере средствата и потоа да ги префрли на сметките на општините или локалната самоуправа. А како пресметувате колку треба? Тоа е такса утврдена од општината. По дом, по глава, по Тоа е стан, по такса бројило? утврдена по бројил. Со одлука на владата, ЕВА е задолжена од секое бројило да ја прибере таксата за улично осветлување во зависност од општината, цената самите одредува и да ги пренесе на сметките на општините. Одржување. Атанас, издиши малку.
Само да докажам. Излиши малку. Одржувањето на самото лично осветлување е обврска на општината. Значи, адресата, поплаки и пофалби за лично осветлување се таму. Сакам да ти кажам дека ќе имаш прилика да го повториш ова. Знаејќи добро како функционираат моите гледачи, убаво образложуваш. Мислам дека ќе те разберат, бидејќи они сакаат вака убаво, човечки, топло, пријатно, нормално, со личносен однос, како што ти го правиш тоа, да им се објаснат работите. И по неколку пати. Јас тоа го применувам со години и ќе го примениме. Пред да почнеме, бидејќи ќе имаме доволно време да одговараме на многу прашања, мене ме интересираат малку некои глобални работи во врска со Евана. Зашто Евана почна да се шири? Зошто идејата воопшто таа компанија да секогаш е профитот, нели, и така натаму, но што е идејата на ширење, да инвестираш, да ја купиш електродистрибутивната мрежа во некоја земја и до каде застанува? Ми даде една интересна насока дека Евана Хрватска дистрибуира газ. Дали се тоа и плановите некакви во идната либерализација на газот, кога ќе имаме и гасовод низ Македонија и што ти ја знам, дали Евана и со тоа ќе се занимава? Тоа зависи сепак од одлуките на бордот, на концернот, во случајов. Само да кажам дека Евана, во превод од германски, значи разумно користење на енергијата. Тоа е преводот на Евана. Разумно користење на енергијата. Тоа е вака под насловот на Евана, сакаш да ми кажеш? Нели, електростопанство на Македонија, Евана е токму тоа. Разумно користење на енергијата. И да кажам дека Евана во Австрија се занимава со повеќе дејности. Не е само дистрибуција, производство и дистрибуција на струја, туку дистрибуција на газ и на чиста вода за пиење. Развивање на технологии, развивање на процеси кои се по светски стандарди, пренесени се и дел во нашава работа, овдека во дистрибуција, дел во Бугарија. Во Бугарија е поделена на 3 региони, едната е ЧЕС, едната е ЕРВЕ германското, едната е Евана Македонија, Пловдивската дистрибуција, која е голема скоро колку нашава Македонија, и таму е само дистрибуција на електрична енергија, на топлинска енергија. Во Албанија, рековме, се градат хидроцентрали. Евана ги гради со партнер од Албанија. Во Хрватска, поточно во Задар, е складиште, така да кажеме, на природен газ. Како е точно од наслов? Евана е кратенката, а на австријски како енергенсив фруктенуцен, така нешто. Ке ме замерат, може би, колегите германски. Ама вакви подпрашања ќе добиваш уште мал милион. Како, например, една од основните работи, неколку пати напоменуваш колку сме обновиле мрежата, колку сме вложиле за ова, колку сме вложиле за она. Дали имаш некакви бројки, да ми кажеш, откако Евана ја презеде електростопанство на Македонија, претходната, колку во евра е вложено? Колку компанијата има инвестирано овдека во Македонија? Значи, ако не се прво тајна такви работи. Не, тие се јавно објавени, тие се во годишните извештаи на компанијата и постојано ги кажуваме. Значи сумарните ме интересираат најпрвен, отприлика. сите оние што беа според договорот, 97 милиони дека ќе бидат вложени во дистрибуцијата веднаш, покрај тоа што беше купена, за сумата за која беше купена, веднаш беа вложени во првите нецели 2 години. Само податок ќе кажам дека 8 милиони, над 8 милиони евра се инвестирани во електродистрибутивната мрежа во првите 2 години од почетокот на реализација на мастер планот, кој го промовиравме некаде 2013 година. Со тој мастер план планираме да вложиме 1 милиарда евра следните 20 години во дистрибутивната мрежа во Македонија. Што значи дека ќе се подобри се вкупните услови за развој на економијата. Она што и државата, и бизнис партнерите, и приватните го прифати и се сложија свој мастер план е дека тоа ќе допринесе за нов развој на економијата. 8 милиони евра се инвестирани, значи, во мрежата во повеќе од 20 града, во повеќе од 20 населени места. И само ќе кажам дека над 100 проекти се изведени за последниве 2 години. Просечно во секоја година трошиме негде во зависно од 2, 3, 5 милиони евра
И тоа се е нова мрежа или реконструкција на веќе постоечка. За јакнување на трафостаницата. И на трафостаници. И на трафостаници. Значи, еве, изградени се, само ќе кажам дека над 700 километри на сите напонски нива, вкупна должина, над 700 километри во последниве 2 години се изградени. Во цела Македонија зборувам. Од неа кабелска или она подземја е некаде околу 450 километри, не случајно го напоменувам ова, и над 250 е она надземна мрежа. Зашто велам 450 километри подземна мрежа? Затоа што таа е многу посигурна. Да имавме подземна мрежа во оние делови каде што сега зимоски имавме големи проблеми, нема да има кинење на кабли, кинење на паѓање на столбови, таа е подземја. Тоа се случува обично кога има влажен снег кој се лепи на жиците, потоа замрзнува при ветер и се кине. Последната... А тоа е на само да ваша завршам за одговорност. инвестициите, ќе го објаснам и тоа. Значи, изградени се 207 нови трафостаници. 207 нови трафостаници. Највише ве цела критикува земја. дека трафостаниците се слаби, дека не инвестирате, дека не градите. Значи, има 207. се уште тесни грла. Ние апелираме до корисниците. Тие ни се јавуваат. Ние знаеме каде се случува тоа. Имаме делови каде што се уште мрежата е од оној постар тип, каде што се работи. Имаме проекти, значи, секоја зима ние ги констатираме критичните точки и веќе од пролетоска почнуваме да правиме лаборати, одат тие на одобрување и потоа сите инвестиции ги насочуваме кон тоа. Да се надмина. Оно што не е проблем, при овие трафостаници, бидејќи имаме негде и нови трафостаници, ама ни горат вака во секунда, а тоа се кражбите на електрична енергија. Значи, одеднаш почнува да се повлекува огромно количество на електрична енергија, многу повеќе. Што е проектирано? На нелегален начин ја користат. Осигурувачите веќе тука не можат да издржат и се пали. Апелираме тогаш да се намали потрошувачката и кражбите. Апелираме дори корисниците да ни пријават. Затоа што не е штетата само за Евана и државата што ќе биде штетена за кражбите на електрична енергија. Најголемата штета е мрежата. А најголемата штета и опасност се човечките животи. За сега немаме човечка жртва од кражба на електрична енергија, имаме многу повреди, многу изгореници и најчесто пожари. Сведок си самиот на медиум кој ќе видиш од кров се запалила куќата. Да, сочувствуваме со тоа. Но многу од тие случаи докажуваат дека на крововите има правено премостување за кражба на електрична енергија. Ако е при после им се случува дека кога ќе се зголеми, кога ќе почнат да се греат на струја бидејќи ја крадат и сметат, дојде до загревање на тие, а не знаат да постават професионални многу е опасно, Јанко. Многу е опасно. Клеми, како што тоа ева на професионалците може да го направат, да биде безбедноста, бидејќи вие кога го правите, тоа е и гаранција. Милион мерки претходно се преземаа за да се работи на трафостаница. Да се најпрвин да се најави дека тука ќе се работи, па од дистрибутивниот, од диспечерскиот центар да се исклучи напојувањето, па потоа да се обезбеди местото, па потоа да сите заштитна опрема да има електромоторот, па да почне да работи. Овдека имаме дури и млади деца кои татко му вика оди приклучија, не исклучија пак оди ева да не сме платиле. Чека да заминеме и оди сам во трафостаницата. На два пати изгореници, шокови и се што се случува. И потоа пак ќе мора да плати. Пак ќе мора да најде начин да го плати тоа. А си го жртвува своето дете. Имаме милион случаи, плюс казни. И сега од измената на кривичниот законник веќе се намалуваат кражбите, затоа што казните покрај што се парично високи, туку следуваат и затворски казни. Веќе има некои што треба да оди на ослужување на затворска казна, 9 пресуди затворски се донесени. Некои веќе и лежат. И како и другите, и огревното дрво, и нафтата, нели, кражба на сите тие енергенси, се казнува со 5 години затвор. Асистенцијата на полицијата помага многу да се откријат сите кражби. А зошто е важно да се откриваат кражбите? Затоа што тогаш напонот е нормален. Корисниците ќе имаат нормално снабдување. Оному каде што има кражби на електрична енергија, прво паѓа напонот, потоа е опасноста од пожари секогаш демне таму. Не е баш така. Види, 99% се согласувам со теја. Во тие 0,1, еве јас паѓам центарско дете, сум ти се јавувал дури лично, имаме, се знаеме ние од радио и така натаму и така натаму. Еве, во малото во кое живеам, во строг центар, трафостаницата е 40 години истата. Се изградија 10-15 нови згради
и повторно паѓа. Знае најчесто да падне една фаза, да ја снема и така натаму и често пати доаѓа. Колку пати, кога? Ја разбирам, има многу нови згради, се приклучуваат, па не се пријавиле кај, ма сите они имаат часот. Кога, у кој момент, како вие донесувате одлука дека оваа веќе не е доволно димензионирана, дека потребите се предимензионирани за таа трафостаница која ќе се обнови. Вие ја одржувате, еве, например, гледам. Предпоставам дека има слични. А верувам дека и тоа не е мала инвестиција. Сега не сакам да ја терам водата на моја воденица, па направите ја мојата трафостаница, но предпоставам дека... Ќе видиме за која се работи. Да, ми знаеш адреса, секи така... Вака, Јанко, пред било кој корисник, инвеститорите ги спомна градат нови згради. Значи, улицата има 10 нови згради. Така, тој мора да побара капацитет за таа зграда. Така. Порано имавме проблем кој морам да го посочам, а сега со помош и на Министерството и на Регулаторната комисија го надминавме. Имавме проблем што инвеститорите ќе предвиде одреден капацитет за 10 стана и велат ми треба одредена моќност. Нема да ќе се греат на парно грејење, ќе користат централното грејење, а струја, електрична енергија ќе користат мало. Добре. И потоа што се случува? Му даваме одреден капацитет. Ако постоечката трафостаница може да издржи, тогаш ги приклучуваме таму. Ако не, тогаш правиме нова трафостаница. Дали ќе биде таа во самата зграда, ќе биде блиску до зградата, оному каде што според урбанистичкиот план е предвидена енергетската инфраструктура, таму ќе биде лоцирана трафостаница. Само да ти докажам. Не, ама тоа ме интересира. Дали ако трафостаницата, морам со подпрашање вака да ти улетам, извини, не знаеш мене, ја се уфрлам, прости ми. Ако трафостаницата е за единица 10, вие не можете да ја надградите. Што може да се направи ако веќе е тоа... Реконструкција на трафостаницата. Реконструкција? Да, ако е возможно, ќе се направи реконструкција, ќе се зголеми нејзината моќност. Значи капацитетот може да го зголемите? Може да се зголеми. Ќе се создадат услови за повеќе приклучоци. Ако е можно, ако не е можно, ако таму веќе има... Колку е таа операција голема, скапа? Тоа е процес. Пред се е процес на добивање на многу дозволи за нова трафостаница. Зошто дозволи? Па вие дозволи? Затоа што да, мора да имаме дозволи, бидејќи Евана не сме да гради на земјиште кое нема дозволи, каде што општината нема. На постоечката веќе е реконструирана. Ако може да се реконструира, таа се реконструира. Колку е тоа проблем да го направите и колку е тоа скапо? Веќе ја имате самата трафостаница, таа постои како објекте сега? Не е проблем, вака, некогаш вложуваме таму затоа што таму ќе има развој и се градат нови згради. Така? И ја зголемуваме моќноста на трафостаницата. Проблем ли е за вас како компанија? Дали е тоа долг процес на одлучување, на инвестиција, огромен кој... Има процес, но ништо не е долго во споредба со тоа што ќе биде од корис на тие корисници и со тоа што нас ќе ни донесе корисници кои ќе трошат електричната енергија. И ќе платат сметки. Се е нормална логика, нели? Така што не е проблем за тоа. Проблемот е што не може секогаш сегде да се стигне. Бидејќи да бидем искрени, во дистрибутивната мрежа, во годините наназад, пред доаѓањето на Ева на Македонија, многу малку е вложувано. Во преносниот систем, да, но во дистрибутивната мрежа и во нисконапонската, многу малку. Секаде каде што стигнуваме, ги менуваме старите дрвени бетонски бандари, дрвени бандари со нови бетонски бандари. Така. Кои се постабилни, посигурни и кои се потрајни. Се воведува ред во снабдувањето. Имаме одредени места каде што влада е тотална анархија. Кој како нашол се приклучил на бандера. Кој како нашол се приклучил. И тука почнува средувањето. И тука не идуваме на големи проблеми. Но со одредени разговори, со моабети, сваќаат дека мора тоа да биде. Добро е што се повеќе се разбира дека ова е производ кој се купува, кој се користи. Некој од овој наш производ што ние го продаваме, остварува профит. Да бидеме искрени, произведува, продава. Значи, све е тоа во ред. Се гради, да се вратиме на трафостаниците, се градат нови трафостаници. Некои, самите корисници, ги финансираат, значи си барат трафостаница само за својот објект или само за својата зградба, тоа е негова инвестиција, а некаде каде што општината планира да се прават повеќе згради, каде што ќе има развој, Ева на Македонија вложува. Значи, тоа е еден процес кој не е така брзо да се изгради, но се планира, се работи и се инвестира. Во интерес е и на корисниците и на нас мрежата да биде стабилна, да биде нова, да биде реконструирана.
И во наш интерес е да имаме што повеќе приклучоци. Нели е нормално тие ќе трошат електрична енергија и ќе ја плаќаат електричната енергија. Затоа велам не е проблем да се реконструираат тие стари трафостаници, но планот за развој кажува нешто друго. Предвидени се повеќе згради да се работат, а кога сме ке дозволите, мора да се има дозвола за изградба на трафостаница, затоа што не сме се гради на место кое е неурбанизирано. Оттаму и тие проблеми со приклучоците, што ги слушам во емисијата, со нов приклучок, зошто е поскап, зошто не е, зошто не можам да имам приклучок, како сите други што плаќаат само 30.000 денари или 500 евра за стандарден приклучок, а ја не можам да имам. Има милион прашања во твојата емисија, неколку пати го слушнав и тоа ќе го објасним ако сакаш веднаш, ако сакаш подоцна. Повеле, збори, слободно. За приклучокот, многу ми да се стандарден јавуваат, не приклучок, може. да. Некои велат дека баснословни суми им се барат. Мојот колега вчера вика, ја не можам, вика, на крај морав да користам алтернативна енергија, не може, вика, на мојот имот да донесам. Мечкоец, кај Миленко. Значи, Зошто, например, е таму проблем такви секаде, места и каде така што има детален урбанистички план, ДУП, ГУП, каде што има план за села и во населени места. Секаде каде што има план за развој на тоа населено место, има и инфраструктура енергетска. Таму може ние да поставиме кабли, таму може ние да поставиме бандера, општината го има одредено тоа, и таму може да се направи целата мрежа. Таму приклучокот е 30.000 денари или 500 евра. Стандарден приклучок. До 40 киловати. Моќност. Тоа е за домаќинствата кои најчесто сите ние го користиме. Се што е над 40 киловати. 40 киловати Да. по стамбен објект. По стамбен објект најчесто тоа е за 90% за домаќинствата. Се она што е над 40, иако е со план, со урбанистички план подкрепено, се е по 1 киловат повеќе. Некој бара 44, некој 50, некој 100. Сето тоа е над 40 се зголемува. Значи тогаш не е 30.000 денари, него е 40.000, 45, зависно од колкава моќност. Видејќи колкава моќност бара за да произведува нешто. Она што твојот колега вели многу е скапо, е за оние рурални средини каде што нема урбанистички план. И таму Евана за да го изведе, треба да ги наплати сите услови. Значи, и поставувањето на бандера на место кое треба да го купи, и поставувањето на каблите на место кое треба да го купи, и сето тоа влегува во трошок. Затоа апелиравме и до сите општини, до цела локална самоуправа, да се изготват урбанистичките планови, локалните заедници да ги направат тие детални урбанистички планови или планови за села и во населени места, значи сега се признава, во минатото не се признаваше, него само се бараше детален урбанистички план, сега сите планови. Само да видиме дека има план, дека има можности за развој и дека има каде ние да поставиме инфраструктура. Ова го сметате ли вие, кога вака некој ќе ви... Имаше една расправија, не е политичка, сепак е од вашиот ресор, дека вие овие работи кога луѓе ви бараат, општини ви даваат, кога луѓе ви плаќаат за приклучоци, дека вие тоа го прикажувавте како инвестиција. Не. Колку е вкупно инвестицијата од поставување до денес? Ми дадовте доста бројки, ама не добив вкупна. 20, 50, 100 милиона? Над 200 милиони евра. Над 200 милиони евра. Што е планот за воиднина? Што мислите, колку уште ќе треба, вие сте професионалци, вие знаете, На почеток уште кажа. колку пари ќе ви треба, значи, кратки бројки за да може да разберете. Над 1 милиарда евра Над- за следните 20 години. За следните 20 години. За секоја општина посебно. Според урбанистичките планови. Бидејќи Што ги имате, што се сега у моментот. работевме ќе заедно. мора да вложите 1 милиарда Над за 1 милиарда, инфраструктура. скоро. Да. Кабли, трафостаници, трафостаници. енергетски објекти буквално се. Значи, зошто го правиме ова? Се отварат и многу индустријски зони. Таму мора да се зајагна мрежата. Таму и работиме. Таму излегуваме во пресред буквално за да може бизнисмените да може непречено да работат. Апсолутно. Тоа е интерес на државата, тоа е интерес и на Ева на Македонија. Не се лажеме, значи развојот мора да постои. Без енергија нема развој, нема работа. Но и колку повеќе инвестиции Да. за ваш подобро. Ќе се троши електричната енергија тука, сосема јасно. Значи, збориме, оној круг што го реков, дека е све врзано, токму е тоа што сега го каже. Значи, ако они се развиваат, ако економијата расте, ќе можат, ќе бидат немоćни да ги плаќаат и сметките и ќе се троши повеќе електрична енергија.
Мастер планот предвидува значи над 1 милиарда. Тоа значи реконструкција на постоечката стара мрежа, оние тесни грла што ги спомнавме, и изградба на нова мрежа. Секаде онаму каде што ќе се развива општината. Бидејќи видите, градовите растат 2 пати или 3 пати или 4 пати повеќе. Се шири Скопје на сите страни. Добро е што сега е поставена така мрежата што може да го следи развојот, што може да го следиме движењето на населението. Замислете Тафталич, Влае, беа бараки. Така. По едно семејство живееше. На тоа место веќе никнуваат големи згради, стамбени објекти. Тука малку имаме проблем, бидејќи се улички тесни, но и тука се надминува. Одиме под земја, одиме со кабел и веќе може да се смета на развој. Но сето тоа мора да биде испланирано. Мора да постои план за сето тоа. Бидејќи ако се работи неплански, имаме соседни држави каде што се работи неплански, каде што секој каде сака гради, каде сака се приклучува на дистрибуцијата, имаме тотални колапси на дистрибутивниот систем и едноставно тешко функционира. А потоа зимаат кредити, увезуваат струја, трошат многу средства. Морам да признам, има доста критики до ЕВН, за кои ќе поразговараме и од прашањата, но има една работа. Каква е ситуација со напонот? Порано беше доста проблем, ако не си Скопје центар, аеродром, Карпош и така натаму, скоро сите имаа проблем со напонот, што доведуваше до расипување на компјутерите, машините за перење кои се поосетливи, нели купуваме се посовремени. Каква е ситуацијата сега? Ситуацијата е далеку подобра од претходно што беше. Значи, Тоа е благодарејќи на тоа е на новата технологија, трафостаници. да. И трафостаниците, и кога веќе поставуваме нова мрежа, или кога велиме дека сме ги замениле старите дрвени бандери со нови бетонски, таму поставуваме и нови кабли со поголеми пречници за поголем проток на електрична енергија. Велам проблем има на одредени места, но најголемиот проблем, повторно ќе кажам, се кражбите. Таму паѓа напонот. Бидејќи, зашто велам кражбите? Ние сме предвиделе дека тие 20 семејства ќе се снабдуваат. Чекај, не ми е јасно. Како некој краде тоа? Што зема? Зема со оние штипките за акумулатор ли се закачуваат? Тоа е ризично, бе. Ризично е. Аме вака многу едноставно. Значи има неколку врсти на кражби. Ај подобро да не им кажуваме што се. Нема ги знаат, ама и лесно се откриваат. Бидејќи во ова време со физички го гледате што се случило. Со опремата која сега користиме за откривање на кражбите, многу лесно се откриваат. Како ги Можно е само да не сме стигнале до таму. Така? Иначе сите ќе бидат откриени. Како тоа го правите, например? Па многу е лесно, значи со поставување на мерење на трафостаниците и на секој извод посебно, следиме. Еве, тоа е еден од начините. Следиме колку тие 10 корисници, следиме до една трафостаница колку електрична енергија сме испорачале, колку овој ни потрошиле и колку ние потоа сме фактурирале. И ќе видиме разлика дека сме фактурирале многу помалку од она што сме испорачале. Тоа до денар вие можете да ја следате. Некаде се губи нели во мрежата, тие технички загуби, ама останато да поголемиот дел се комерцијални загуби. Така. И тогаш одиме до трафостаницата, сепарираме одредени изводи кај што се по 20-30 куќи и тогаш гледаме, ако и тука има разлика, значи тука е. Па потоа 5 куќи и доаѓаме до 3. Браво. И потоа е многу лесно да видиме дека еден корисник претходните месеци пред да направи манипулацијата, дали со броело, дали на друг начин премостување, гледаме дека плаќал по 10.000, 9.000 денари сметка, сега плаќа 3, 4. Така. Имаше неколку пати. Имаше неколку пати. Имаше и со кафе бројите, кафичите. Да. Кога дигна голема галама дека ние не сме фер, они редовно си ги плаќаат сметките и не излегува со едно ливчево, сметка за електрична енергија која е платена 500 денари. Кафич во центарот на градот 500 денари или 1500 денари е многу смешно. Па ја дома плаќам И тогаш 5 до 10.000 денари бевме лоше чувството тогаш, вика новинарите ме велат, еве плаќа. Викам да. Па како ќе го објасниме тоа? Па така, едноставно ќе го објасниме. Ќе отидеме сега во кафичот негов, ќе седнеме и ќе нарачаме 3 кока-коли. Ќе ги испиеме сите 3, а ќе платиме само за една и ќе си станеме. А не може, вика газдата. Па тоа е тоа, значи од 3 фази тој манипулира 2.
И само низ една фаза поминува електрична енергија. Такви финти И нема што да плаќа. Не ви се 10.000 верува. плаќа 3.000 Еве денара. човек жив ѓавол е само да се снајде да смути, ама после... Но се откриваат и казните се многу ригорозни. Зошто зборам за кражбите? Тие го намалуваат нападот. Еве, ајде, ги спомна кражбите. Имаме само да ти кажам места Да. каде што јас лично сум бил и каде што мислев дека Афанас, ја мислам ти давам доволно простор да се има. искажеш. Само да ти кажам, искача човекот чисто во контрола по кратки ракави. Не разбирам. А во сред зима, кај што е минус 20, кај што плаќа само 1000 денари, а по кратки ракави сите сови 6 терма. чудија таму. 6 терма по 6 киловати. Значи, тука не може да нема кражба. Сега, муабетот ми беше, кога некој краде во зима, не краде колку што му треба. Туку многу повеќе од тоа. Така, така. И оние што редовно ги плаќаат сметките, не може да се загради. Каде се најмногу кражбите? Секаде ги има. Не. Секаде ги има. Народов не верува. И мене ми е тешко да поверувам дека секаде ги има. И јас кога почнав да работам во Евана не верував, Да? додека не се Ја уверив не дека можеш да ме убеди. Многу ми е тешко да ме убеди некој дека не знам секаде ги има, не знам ги има во аеродром, ги има во центар, ги има па во ги има во Карпош. Струмичко. Пластеници се греат. Краставици се растат, се извинам, Шо корнишони збориш? со Абе тајфони. Абе не везеш. Значи, не понесов слики, иначе ќе ти потврдам. Што збориш? Значи се гредат и таму Чекај, јас буквално сум се растат. шокиран, ја сега имав друго нешто во глава да отидам, нели да те Имаме послушам. штали па во Радовишко, па и во Тетовско, каде што добитокот, домашно добитокот кој се чува, со термопечка се греет во зима. Ни на крај Значи, имаме памет. слики. Ја очекував све ова нешто домаќинства си крадат за себе, ја ова Имаме броила во сред нива, ставени во фрижидер. И одеднаш не знаеш, гледаш кабли, па ги нема каблите во сред нива, фрижидерот го отвараш внатре. А фрижидерот стар. Добро? И во фрижидерот маскирано, да ме кете. Не знам како сакал да маскира Не, фрижидер на сред нива. И таму броилото. Си повлекол сам кабел, тука си стама броило, за да мери колку ќе троши од таму. А ние не можеме да го видиме. Во сред нива, за да може да си напојува, да навадува, да Има милион случаи. Имаме броила скриени кои не можеме да ги најдеме, Како? гледаме дека трошат, например, во канти сирење, празни канти од сирење. Имају 200 канти од сирење, една е скриеното броило. Со мерачи од нашите инженери гледаат дека повторно тече електрична енергија. Гледаме дека таму тој собственик постојано повеќе зима, помалку плаќа. Додека случајно не се откри дека во празна канта е скриено. Имаме броило кое не можевме ни да го отчитаме, ни да знаеме дека постои, например, во осило ставено. И отиди, прочитај го, да те видам или исклучи го корисникот. Интересна работа. Имаше, например, во зградиве луѓе што има проблем и тоа го видов. Не знам како ги решавате тие. Например, на крај плаќам, не плаќам. Не знам, вие броило никогаш нема да извадите некој ако упорно не плаќа. Дали тоа може да се случи? Да го изгуби броилото? Може да се извади ако корисникот повторно се приклучи сам. Како што пред неколку минути го спомна случај. Имаше нешто така. Пред се го взимаме брилото поради Тој е крајнен веќе. Да, поради заштита на самите корисници. Кога видиме дека тој два пати сам се приклуча, може да направи пожар. И затоа го земаме брилото додека не се реши по судски пат или не се заврши со тужбата. А што ако он во меѓувреме направи по премостување? Па имаме директно приклучување, Директно приклучување. Тогаш последната мерка е од бандера директно. Ама у зграда е. Јас сум видел, значи фали броило и го имам видено како он Тоа е најопасното. најопасното. Како тогаш единствено кривичен пријав. Доаѓаме со пломби и кабелот го сечеме подоле и тука прекинуваме све. И потоа на истражните, на полициските органи го префрлуваме случајот да помогнат тие во целата ситуација. Имавме едно броило, например, кое не можеме да го отчитаме, ниту да го извадиме, ниту било што да направиме. Корисникот беше во Топанско поле, на селбата. Ормарчето што е, го заварил. Цело заварено. И не можеш да го прочиташ. И би се отвори. Да. Па потоа со асистенција на полиција, Да. имаме милион случаи. Имаш милион случаи. Имало случаи дека кога дошле ваши служби да исклучат ноторни неплаќачи, се качуваат на бандера, селото пушта пече шарпланинци, луѓето не можат ни да се симнат. Имаме многу Смешно, ама сериозно. Има многу проблеми. Ми наши Дека- екипи кои беа буквално киднапирани, чувани, па со полиција, со асистенција. Знаете што, имаше она
Ја морам да го артикулирам тоа што народот го вика. Јас се извинувам, не сакам посебно никого да навредам, ни немам посебно, но има едно владение, претпоставувам тоа повеќе македонците во мојата емисија го велат. Ние во Скопје, што сме? Аеродром, центар, Карпош и така натаму, овие населби, Газибаба и све, сме најредовните И се плаќачи плаќа за другите населби. и плаќаме за сите. Додека во Западна Македонија има огромни кражби, дека вие не смеете таму, дека ви се закануваат, дека има... Па јас сум примал некои такви, сега не знам колку е лажно, не сум го ни процесирал тоа, од тоа проблем да правам. Нека пробаат кај мене да дојдат у моето место, ни закон против пушење, ни наплата на струја и така на. Знам имавте неколку акции. Идевте во неколку скопски села, Арачиново, Кондово и така натаму, каде што со општинските власти разговаравте и дека тоа мора да се... И сето тоа ние го свативме да, ама дека е тоа адхок и после дека пак продолжува по старо. Каква е ситуацијата? Значи, ми не мора да одиме до местото за да исклучиме. Си има трафостаници, си има места каде што може да се исклучи. Значи, секој нешто нема да плати. Велам, мора да ги растрнеме некои стереотипи за ЕВН и за облаците. Да, тоа се стереотипи. Тоа е едното исто кое постојано важи и како пореки до други. Везбегово беше едно од местата каде што се зборуваше дека таму кој како сака троши или не. Да, затоа што не беше ниту урбанизирано, ниту како што треба направено. Откако се воведе урбанизацијата, откако и фирмите си добија места каде што ќе може да работат, нели таму што е каде што е делот, каде што се сите компании и населеново место, тогаш се стави и ред во снабдувањето. Се направи дислокација на бревлата, се направи и реконструкција на мрежата и таму сега имаме наплата близу 100%. Но и потрошувачка која е нормална. Имате 2000 вработени. Што најмногу имате од вашата работна сила? Со што се занимава? Овие луѓе што се на терен, што се монтери, што се читачи? Многу е комплексно. Значи, кога почнеме на почетокот да зборуваме, не е Пак само... се враќам на тоа, затоа што време е за првиот блок реклами. Не е само наплатата на електрична енергија, значи електромонтерите кои се постојано на терен во отстранување на дефекти кои се случуваат. Финансова служба, правна служба, билинг служба, имаме кориснички енергоцентри, оддели за развој, ревизии, контроли и на нашите вработени, значи да не зборуваме само за кражби и нелегални дејанија надвор од компанијата, значи си ја контролираме и самата компанија, бидејќи од 2000 души не се сите имуни на такво нешто. Имаме случаи во минатото каде што си одговарале наши вработени за нивните постапки кои не биле во согласно со законот. Така да што сме една компанија која е комплексна, значи имаме мали хидроцентрали, најголемиот број на ресурсите се насочени кон услугите на корисниците. И во снабдувањето, и во начинот на плаќање на сметките и на сите потребни кои корисниците ги имаат. Тука уведуваме многу новини за кои подосна ги зборуваме. Секако, ќе имаме време. Време ни е за првиот блок реклами. Режија, повелете. Од кај да почнеме? Добро, ќе почнеме вака. Почнуваме со прашањата, почитувани гледачи, прашањата поставувајте ги. Ако отворам телефони, ќе имате 5 јавувања, едва и 5 одговори и ќе ја завршиме емисијата. Толку ќе биде. Вашите јавувања, неговите одговори, моите подпрашања и пријатно. Но, ако ги испратите на мојот Facebook профил, каде што е веќе најавата за гостувањето на ЕВН, не во инбокс, туку поставете ги јавно, ако евентуално нешто не биде одговорено, господинот Ковачевски ми вети дека на гледачите и ќе им се одговори поединечно. Фамозните 33,33%, кои толку ги вадеа од такт корисниците на значи, сметките. 33%. Прво да кажеме дека ангажираната моќност не постои како ставка повеќе во сметките за електрична енергија од 1 јули 2014 година. До тогаш 33,33% постоеше како одвоена ставка. Или тоа беше како изведен дел од вкупната цена на електричната енергија согласно тарифниот систем за продажба на електрична енергија на тарифните корисници од страна на Регулаторната комисија за енергетика, а не од страна на ЕВН Македонија,
Корисниците треба да знаат дека тарифниот систем го носи регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика, а не го носи ЕВА на Македонија. И никош не свативме што значат тие 33%. Сега вака. Ова е нели дефиницијата, што ја прочита. Што е тоа 33, зашто го има, зашто го нема. Да биде наједноставно објаснето. Овие 33% постојат секаде, во цел свет. И тие се дел од цената како што е сега кај нас. Така беше и во старото ЕСМ. Но зошто беше одвоено како посебна ставка? Јас го памтам ова затоа што тогаш бев новинар и работев. Значи ова не е потрошената електрична енергија, туку ангажирана моќност. Ангажирана моќност. Ќе кажам зошто е таа ангажирана моќност. Што значи? Тие 33 беа во самата цена, како што во цел свет. Производна цена, транспортна цена, дистрибутивна цена. Ангажирана моќност. Она што еден дел од нашите граѓани си го побара како свое право пред судот, пред Уставниот суд, да биде транспарентно издвоена во сметките на старото ЕСМ. Како 33,33, затоа што се сомневаат тие група од 10 на 20, 30 граѓани, дека тоа ЕСМ нетранспарентно работи или не знам што им може тој процент, они си го даваат туку така. И тогаш Уставниот суд досуди и уважи нивната и од тогаш во сметките за електрична енергија транспарентно издвоено 33,33. Од кога е тоа? 91-втора година. Од тогаш? Да. Издвоено е како посебна ставка. Инаку, Што значи тоа? Тоа значи со плаќањето на оваа ангажирана моќност, дека во секое време капацитетот кој го има закупено корисникот ќе му биде ставен на располагање. Тоа значи дека ќе може да се вклучи во исто време и оваа сијалица, и овој телевизор, и тој телевизор, и сите рефлектори да работат. Тоа се подразбира? Не се подразбира. Ако ја нема оваа ставка, само да ти да објаснам, не мора да ти гарантира дека ќе добиеш доволно напор, капацитет. Да. Капацитет. Ангажираната моќност што значи? Ова е загарантирано 33,33. Кај домаќинствата. Кај големите корисници, таа е поголема. Таму се мери. Значи, ова е едновременото повлекување на електрична енергија која ќе бидат вклучени сите апарати во исто време. Што значи една фабрика може да вклучи и сите машини да повлечат толкова големо количество на електрична енергија, што буквално сите околу ќе останат без електрична енергија. Толкова е цевката, толку е протокот на електрична енергија. Тоа се мери. И ако тоа се измери 70%, по 70% му се мери сметката. И тогаш тој од фабриката вели, морам да го намалам ова, едновременото повлекување на електрична енергија треба да ми биде контролирано. Некаде кај некои корисници домаќинства едновременото повлекување на електрична енергија е поголемо од 33. Ама за домаќинствата е загарантирано толку. Дали го има ова секаде во светот? Секаде во светот. Секаде во светот се пресметува. Еве, било кој корисник да каже една држава каде што овој процент не се пресметува, тоа е тоа. Вие само сега не е во сметките посебно, така, но сметките се пораснати за тие 33,33%. И да повторам. Вела дека се не е порасната сметката за 33, туку за 40%. Не. Значи сметката е иста. Порасната е за тој 0, колку проценти беше, оно колку што одобри регулаторот. Значи да се разбереме. ЕВА на Македонија може само да ги приложи своите трошоци, направени во одреден период од годината, а регулаторната, значи и другите дистрибутивни компании и ЕЛЕМ и МЕПСО, а регулаторната комисија за енергетика да одлучи дали цената може да оди нагоре, дали може да оди надоле или ќе остане иста. Ние работиме на регулиран пазар се уште. Она што регулаторната комисија за енергетика го има утврдено во своите тарифни системи, според тоа работи ЕВА на Македонија. Не може. Ајде прашање, Тоше Додевски техничко прашање, постои ли можност потрошувачот на новите дигитални броила да може да ја отчита сам состојбата на броилото и да има увид во потрошеното и како? Доколку нема, тогаш дали е тоа во ред, имајќи во предвид дека се можни манипулации од страна на дистрибутерот кои тешко можат да се докажат. Кога гледам дека броилото во неколку наврати се менуваат неколку групи бројки кои е сосема нејасно што означуваат. Значи старите броила, кога ќе дојдеа да прочитаат, стоеше кај мене 35.000, последната состојба била 35.570 киловати потрошени до тогаш. И после ја знам дека од тој момент кога се читало или јас сум направил, следното сум потрошил толку. Так. Дали со новите електрични броила корисникот може тоа физички да го види како и порано? Уште поедноставно.
Прво се појавува R1 или T1, тарифа 1, која е вкупната енергија, потрошена, и ефтина и скапа, така да се изразам. Потоа оди скапата тарифа, па потоа се појавува ефтината тарифа, па датумот, па ќе се појави 000 и потоа повторно. Цело време се појавуваат тие. Се менуваат бројките во Од ефтината читање до тарифа. читање. Во ефтината тарифа, значи цело време се менуваат бројките во зависност во кој период се користи електричната енергија. Ако е пред 22 часот, тоа е скапата тарифа, и тогаш само бројките се менуваат на скапата тарифа. Значи секој корисник да го погледне броилото, значи има една Т1 и пишува и тука се сите бројки, потрошеното. Како се трошат киловатите, се менуваат кај Тие скапата. бројките се менуваат, дигиталното ги менува. ги менува. Што значи, ја у еден момент можам да ја видам севкупно колку сум прочитал И на моето вкупно за дигитално. потрошена електрична енергија, и скапата колку е, и ефтината колку. Добро. И откако ќе ја прочитам таа, можам за месец дена да видам и да направам Секој време компарација. може. По 2 минути да погледнеш, Јанко, ќе Колку сум видиш дека потрошил? се потрошени 3 киловати. Еве запиши, да кажеме, 100 киловати, да кажеме, во овој момент читаш, по 2 минути, ако е на скапата, тоа е 102. Одлично. Како го вадите просекот за јавното осветлување на база на населено место, село, град, база на општина, регион на цела Македонија, како на едно броило за јавно осветлување по поделба на потрошеното по сметка на граѓани? Кога искачам навечер на терасата пред 10 години и сега не гледам дека градот се зголемил 3 пати, има 3 пати повеќе улици за 3 пати поголема сума башка, нели се сменува друг вид осветлување кој помалку троши, а цената и натаму си расте. Зошто паушалниот надоместок за јавно осветлување расте со брзина на светлината која народот не ја гледа по улици? Зборуваме за уличното осветлување. Уличното осветлување работа на локалната самоуправа. Висината ја утврдува локалната самоуправа. Задачата на Ева на Македонија е да ги прибере тие средства и да ги префрли на општините. Значи, на овие 33% вие додавате Не, ние ништо не додаваме. во сметката. Не. Па како ги 33%, прибирате? значи вака, 33% си се влезени во цената си. Во цена. Она што е плюс во сметката е данокот и се разбира Улично давачката осветлување. за улично осветлување. Таа ја одредува локалната самоуправа. Дали ќе расте или ќе се намалува, тоа е све на општината. Дури да сте ставиле штегливи светилки, Таа е толку по броило. Ако некој корисник има 4 стана, за 4 броила плаќа улично осветлување. Значи се плаќа по броило, тоа е закон. Тоа е за нас може би малку нестрекно решение. Ние не би сакале да ја собираме, бидејќи еве вака, имаме некоја негативна. техничко правно прашање. До самата куќа скоро залепени за зид поминуваат неколку кабли кои поврзуваат две бандери. Кабелот реално смета ако се постави фасада и така натаму, и да не смета, не сакам низ двор кабли, дали ме разбирате. Кој е начинот тој кабел да се отстрани? Најверојатно постои некое друго техничко решение. Се обратив до ЕВН, Кец Кочани, и нивниот одговор беше: обратете се писмено со проблемот, ќе излезе екипа на терен, ќе направи техничко решение, ќе ви достави фактура. Ало, немам никаква смисла, се надевам дека ме разбравте. Поздрав. Значи, човекот има во неговиот двор, нели поминува надвор кабел, сакам кабелот да не стои и така натаму низ неговиот имот да се тргне на неговата куќа. Они велат, ќе го направиме, ќе добиете фактура за тоа. Не знам што не му јасно на корисникот. Чекај. Ја кога на мојата куќа би поминувал кабел, ја не би се чувствувал пријатно и би ве рекол: ве молам, господо, овој кабел, најдете друго техничко решение, не сакам да стои низ подпрено на куќата. Нема проблем да го направиме. А зошто- Прашањето е сосема друго, Јанко. Зошто да ми поставувате мене фактура за ваш кабел кој сте го Значи, залепиле мимо моje барање и Те разбирам. Во што е проблемот? на мој имот? Во што е проблемот? Проблемот е што е постар. Дали објектот или кабелот. Бидејќи и кабелот, и бандерата, и трбостаницата се енергетски објекти, заведени, кои се нечи имот. Има правила и прописи дека не сме објект да има изградено или да се прошири објектот до енергетски објект. Има прописи, некаде е 3 метра, некаде е 7, до долноводите 11, бидејќи тоа е опасно. Сигурен сум дека Ева на него поставила кабелот сега, откога човекот има изграден и сега ние покрај него. Не, нема шанси да се постави, бидејќи мора да знаеме траса.
Може би корисникот, не навлегувам да не ме свати погрешно дека го обвинувам, го има проширен објектот, па тука доаѓа кабелот, Или одамна стои или таму? одамна стои кабелот, а сега е изграден Добро, објект. ако и одамна стои, може ли да се, нели се прошира и така натаму, не е... Постои можност ако се прави. Некогаш нова- може би било безбедно така кабел да стои, ама денес... каде би одел тој кабел? Ние мора некаде да оди тој кабел. Мора да го ставиме. Значи треба да има нова траса, а таа траса треба да одреди општината. Општината го одреди лова, другото ние треба да го платиме. Тоа е таа пресметка што ќе му ја дадеме на корисникот. А ако ние сме поставиле, ние му платиме и за користење и све што Како треба. он да знае кој е? Бидејќи овие одма му рекле, колку ќе Па добиеш знае фактура? корисникот дека тој кабел стои таму многу години, уште пред да се изгради објектот. Од страна имаш табела на броилото, секоја шифра што значи скапа ефтина струја, му одговара на другиот, само следи ги бројките и ќе знаеш визуелно која бројка што поставува. Иако ја не можам да отворам да видам што стои, ја само броилото го гледам, бидејќи клучевите се кај вас. Да, со светло може слободно да се види. Ама не може ми се гледа и Се гледа, све се и гледа. легендата. Да, се гледа све. И легендата, тоа се што е? три поделци и излегуваат. Цело време се појавуваат. Многу е лесно сега да се прочита броилото. Некој вели, тоа е многу едноставно читањето. Прашањето е како се броилата наштелувани, дали се правилно баждарени? Ево на Македонија, броилата ги добива со сертификат, баждарени. Бирото за метрологија при Министерството за економија е гарант за тоа. И тие броила се баждарени со грешка од минус 0,002%. Броилото не може да мери повеќе, веднаш да го расчистиме тоа, ниту да мери помалку, може само да е расипано. И корисникот секогаш може да побара да се направи контрола на броилото. Дали е така или не е. Тоа е во зависност од потрошувачката. А може веднаш да се види дека тука нешто не е во ред, бидејќи претходно платил толку, сега веднаш дупло повеќе. Веднаш правиме контрола на мерното место. За корисникот да провери дали броилото е во ред. Дали има некој проблем со него. Или некаде му бега електричната енергија, гледа дека плаќа многу сметки. Не мора да ги повикува Евана. Самиот може да провери. Ќе случи се што има дома. Сите осигурувачи. И ќе засимне да го види броилото. Ако се личкат, свети постојано црвено, значи се е во ред. И со броилото, и со каблите. Ако трепка, тоа значи некаде народски речено бега електрична енергија. Или броилото е неисправно, или може би некаде во внатрешната инсталација. Тоа е најдобро главната табла да го исклучи. Доле и Да. седнете се ке броилото или ако е тука блиско да се види. Тоа е она што човек може сам да го направи како контрола. Контролата на броилата околу баждарењата и тргнувањето на сомнешот дека тие се баждарени поинаку, еден корисник да најде независна, нели, не мора да Евана го контролира, не мора да ги повикаме луѓето од метрологија во независна лабораторија и да докаже дека е манипулирано броилото. Меѓутоа Ева на Македонија не само овде, паѓа на секаде. Значи, Затоа вие ние не би се гарантирате играле со дека тоа. вашето баждарење Се добива е точно, сертификат, прецизно. секое броило со сертификат, запечатено со печати од Биро за метрологија, од при Министерството за економија. Има и доста така народ се што расте. не верува во тоа, но сепак вашиот углед е многу Јас поголем велам, од што било кој неколку корисник може. небаждарени броеви. Нема нас, нека не тргне настрана, независна агенција ќе ја направи баждарењето, ако се докаже, рейтингот е голема работа. Да видам, не сум ги прочитал сите, плаќаме огромни сметки за струја во текот на цела година, зема лето се грееме на парно. Сметките што еден стално се исти еден вид паушалец. Неколку пати е рекламирано дали е исправен саатот и ништо од нивна страна, во смисла сами да интервенираат и да проверат, бидејќи е чудно. Праќањето е зошто бараат 50 евра за баждарење, покачена цена од пред 2-3 години, која се тоа броила поставени од нивна страна. Ако се неисправни, би требало сами да ги сменат без надоместок, бидејќи се нивни. Како човек да ви верува? Ако се покаже на вистина веднаш дека се неисправни, при првата контрола која правиме, веднаш ги отстрануваме и ги заменуваме. Без наплата? Да, затоа што е неисправно броилото и тоа е тоа. Но ако треба да се докаже, тогаш се повикува и комисијата од Министерството за економија и независни експерти, кои исто така, значи целиот процес се плаќа. Тоа е тоа. Ако се докаже дека корисникот е во право, Евана го плаќа целиот трошок. Ако не се докаже, ако се докаже дека Евана е во право, корисникот го плаќа.
А за сметките, корисникот што вели дека се многу високи, не е проблем да се обрати, да се направи анализа на потрошувачката, да се види дали може би или е внатрешната инсталација, или некој краде електрична енергија, или што се случува. Што ќе правите во населените или ненаселените места во Република Македонија каде што не се плаќа струја? Такви места тешко има. Нормално каде што не се плаќа се исклучени. Имате сиви зони? Имате зони кај што не смеете да влезете? Па реков и не мораме да влеземе. Можеме многу едноставно од трафостаница. Знам дека можете, ама не го правите. Не го правим. Го Мислиш правите? дека би оставиле Јанко на луѓе во еве да си крадат, да не си го наплатиме тоа што е наше, да не си наплатиме за тоа што ни следува, да не си наплатиме за тоа што 2000 луѓе работат. Зошто би му оставиле на некого за сметка на другиот? Веруваат Сигурно. дека заради тоа што некој ќе ви се закани со пушка, ќе ви се закани со насилство, ќе ви се закани Ама ако со е така, не треба- уништување на трафостаници, дека Ако е, заради тоа Ама и за тоа се одговарат. Имавме такви случаи. имавте. Имавме и горење палење трафостаница, имавме и палење на бандер. Така. Во Велес беше случајот од една господја и сечење на бандера. Добро. И ще одговара секој за своите постапки. Како тие корисници, така и наши вработени, нели реков. Ќе ми падне напон од сред емисија. Не паѓа, добро е дека. На ладни светла сме, не трошат многу овие. Праша го зошто иде струја 4, 5, 6 илјади денари, а 2000, 2001, 2002 по 1000, 1100, 1200. Зошто ги исклучуваат сиромашните, а овие богатите не им идат дома? Па зборевме Анонимец. дека тоа не е точно. Не е проблем. Не е точно дека ги исклучуваме сиромашните, богатите не. Значи, оно што треба да си ја плати електрична енергија, си ја плаќа. Кога зборуваме за кражбите, крадат и сиромашните и богатите. Значи, крадат и нема ни националност, ни пол, ни имотна состојба кражбата, тоа го расчистивме. А за плаќењето на сметките кажавме, не знам зошто би оставиле некого да не плати. Зошто тој што има пари не би го исклучил. Мене не ми е проблем, не може ни да ви е проблем некој сиромашен, земал, потрошил 2 киловата и така натаму. Добро, ние ќе за си тие поише, корисници- он белја ќе си направи. Јас збориме за, не знам, има пекара, има бурек джилница, има мал погон. Сите тие се контролираат. Сите тие се Кажувате, јас сум шокиран, ја прв пат слушам дека цели леи нели пластеници се загреваат со тајфуни. Тајфун е 8 киловати кој ќе дигне потрошувачка од 8 киловати, тој ја држи 8 киловати. Тоа не е оние што нели панелните Значи, штетливи и така, така значи, натаму зборуваме ќе достигнат, дека- па се исклучува, па ќе се уклуче. Ова е интензивно трошење на електрична енергија. Нема оставање на корисник да не си го плати својот долг. Значи, ако не си го плати, следува нели опомена со следната сметка. Крајната, опомената е во следната во самата Како ќе сметка. го видите вие на Бандер у некој то не е центар на град па да можете преку трафостаницата па да осетите па да преброиш. Ово е еден ќе фатите. Не зборуваме, значи зборуваме за фаќањето на кражбите. И со тие софистицирани методи, а и наши екипи одат на терен заедно со полиција. Така. Кога има собнеш. Кога има сомнеш. А кога нема Па собнеш, сомнешот е многу лесно, гледаме по потрошувачката. И на платата. И на платата. Таму оди толку електрична енергија спорачуваме, а него му наплаќаме многу помалце. Тоа е наједноставното. Сите ова за гарантирана моќност, за гарантиране, и убаво ја објасни гостинот, ве молам да не се повторуваме. Зошто кога имаме собнеш дека броилото е неисправно, проверка на точноста на броилото ја прави Евана, нели е тоа каде ја те суди, каде ја те тужи. Може и Пишува независно Горан да се ја Младеновски. направи корисникот, тука нема проблем. Зар ако сака постои да некој докаже. кој може тоа да Па го тоа е надвор од исконтролира? државата, за сега е само тоа кај нас. Но, не е само Евана. Не е каде ја те суди, каде ја те тужи, затоа што во таа комисија пред малку реков се и луѓе од Министерството за економија и од Бирото за метрологија. Значи, тие се стручни лица кои со својот подпис одговараат и кривично одговараат. Значи, не е само Евана. Таму има и лица кои се надвор од Евана, кои учествуваат во баждарењето или контролата на тоа броило дали исправно, дали не е исправно. Зошто во Вевчани кога дува ветер, нема струја. Јас се извинувам што се смеам, ме Да насмеа. слушнав и за песната тоа. Вевчани е многу интересно, значи таму се вложува. Таму е вложено, таму се ставени реклосери, тоа се оние разделувачи електронски,
кои се поставуваат на... Како ги рековте? Реклосери се вика. Реклосер. Да, електронски разделувач. Добро. Например, што се случува? На една траса, Добро. далновод, се приклучени повеќе населени места или села во оние рурални средини. Ако било каде се прекинеше електрична енергија, сите три села немаа напојување. Добро. Со тие реклосери, значи со тие електронски разделувачи, останува без електрична енергија само оној дел што е пред или после реклосерот. Другите си имаат напојување. И тогаш знаеме дека таму и одат нашите на... Мене ми е жал што населението од Вевчани за празниците го доживеа тоа што го доживеа. Би те замолил да ги пуштиш и снимките од инсертите, тоест фотографиите кои се направени, има тука и од Вевчани. Направивме се. Бараш не време? Не време. Најмногу нашите вработени електромонтери, за нив најмногу ми беше жал кога ги обвинуваа, кога имаше моабети дека евој портпаролот вели екстремно лоши услови, минусни температури, во градот минус 10, ама таму Вевчани и на тие други места беше над минус 40, кај што работи електромонтерите. Имаше и на Фејсбук и на страниците секакви обвинувања се додека едно дете не се појави. Да, еве, ова се челични столбови, кои тоа невреме буквално беа прекршени. Ова е далновод. Ова не е доле, ова е горе, во планина, кај што е тешко да се пристапи. Ова се хеликоптерски снимки направени, инсерти направени. Ова е веќе малку пониско. Имавме пукнати бетонски столбови од студот. Значи, што се случи тогаш и во Вевчани, и во Реканскиот крај, во тој дел? Одеднаш ова се нашите, кои се снаоѓаат на било каков начин за да може да работат. Ова е негде 15 метри височина, за да може да ги оспособат на било кој начин да добијат корисниците електрична енергија. Што се случи таа зима или тој декември, 28 декември и се разбери за нова година? Фати тој снежен бран, фати во Реканскиот крај, Дебар, во Ресен, во Охрид и Кичево. Преносниот систем оператор, еве, видите како виси, ова доле е над 60 метри провалија. Нашиот електромонтер мора да ги смени изолаторите, осигурачите, за да може да работи. Дадоа надчовечки напори. Значи, што се случи со мрежата? Испадна преносниот систем. Ние немавме што да дистрибуираме. Чим нема преносниот систем да ни даде што, Евана нема што да пренесе во градот. Едната страна во Охрид. После некое време испадна и втората главна напојна точка на Охрид. И ние буквално немавме во градот што да дистрибуираме. Немаме од страна ништо. Во тој период од 10 часа паѓа постојано снег. Влажен снег, а целата мрежа се лади. И можете да замислите дека на каблите, кај што нема напон, таму се лепи снегот. И кабел што е со 12 мм пречник, оде настанува 7 см во лед. И тој само паѓа и буквално ги крши сите овие далеководи, челични далеководи. Над 200 столба имаме оштетено во тоа, што би рекол, хаварија во дистрибутивниот систем токму во тој период. 200 столба над 200 столба на сите напонски нивоа. И далеководи и нисконапонски. Во тоа време се случи една голема хаварија во соседна Србија, во Мајданпек, и тоа близу Џердап, каде што Мајданпек, па за да е заштитен, има 3 далноводи и од 3 далноводи сосема засебно може да повлече струја. Градот беше 10 дена без струја, Евана Србија не можеше да го оправи, тоа беше страшно, затоа што сите 3 места, 3 далноводи паднаа. Истото се случи. Далноводот што е од Ресен струга према Охрид испадна и оној што е од Вруток према Шпилје. Ама ни болница, ни бутор, ништо. Кој имаше само агрегати, мислам да се снајде. Овдека... Да разјасниме, не сме само ние вака. Исто имаше и во Австрија пред 2 години. Во Германија имаше пред 5 или 6 години. Може на интернет да проверат слободно гледачите на емисија. Во Германија сите беа активирани. Полиција, војска, све за да може да се оправи. И голема благодарност и тука за полицијата, и тие ни помогнаа. Со санките многу побрзо стигнувавме до местата каде што се. Зборуваме за Вевчани, има инвестирано и ќе се инвестира, да му одговориме на корисникот кој и твојот гледач кој поставил прашање. Ќе се инвестира да се напојува и од друга напојна точка, така што ако едната испадне, од другата напојна точка да може да се напојува. Се инвестираше и ќе продолжи да се инвестира.
Таму е проблем непристапноста на местата каде што се протега нашиот далековод. Таму ако има ветер, доаѓа до кинење на кабли, веднаш кине, значи летаат дрва. Таму е големо невреме. Над Вевчани, нашите далеководи, оние што се на високо напонско ниво, веќе се во горните предели каде што температурите се многу ниски. Во такви услови. Имам легализиран објект во населба Драчево од 2012 година, каде што пред 50 години низ мојот сегашен плац минувал кабел од 10 киловатен далновод кој постои и денес. Поради тоа не добивам енергетска согласност со страна на Евана за приклучок во електродистрибутивната мрежа. Што да правам јас сега, кога мојот плац пред 50 години бил нива, а сега е легален стамбен објект во кој живеам без струја веќе 3 години? Сигурно е во близина на далеководот, да му е тој објект на прописно остојание, ние дозволуваме, не е никаков проблем. Но опасно е за него да живее под Ама некој му го легализира. Веќе општината му го легализирала. Живење под далновод велат дека носи огромни здравствени ризици заради Нема зрачење, но дефекти и ред други работи, затоа е тоа прописно расстојание. Сигурен си дека нема зрачење? Значи треба да е постојано изложено телото или било кој да е постојано изложен на тоа зрачење, нон-стоп, не знам колку време, без да се мрди, без други работи. Вашите монтери кои се нон-стоп близу и кои работат во трафостаници при силни електромагнетни? Не се постојано. Не се постојано. Имаат и заштита. Имаат и заштита. Затоа се заземјувања, заштита на сите. Имаме најсовремената опрема за нашите монтери. Вложуваме во заштитата на нивното здравје. Добивме награда. Порано гледав. Добивме награда сега, националната награда за заштита при работа и безбедност и здравје на вработените. Тие ни се светост, бидејќи тие да не беа не 3-4 дена, многу повеќе ќе немаше електрична енергија. На 12 метри височина се качуваат. Не, тие се супермени, се супер се монтери. Пред имаш кондиција да се качиш на тоа. Јас да ти кам бидам искрен, снимаме сега видеоматеријали за обука на монтерите. Треба да си има кондиција. Бидејќи као мало дете у мало истата трафостаница што имам и сега ги гледам доаѓаат. Не, тоа е посебна сорта на луѓе. Тоа не можеш да види. Ја отклучува и ние дзиркаме децата. И тој му вика на колегата, колку е ова? Таблата не се гледаше заредена. Овој вака прави 10.000. Ама ние сам луда работа, ние вака се издзверивме. Но што сигурно некој направи, ама... Сега, на многу поинаков начин се пристапува кон тоа и затоа се намалени бројот на нестреки. Предпоставувам дека се веќе дигитализацијата ќе ви овозможи многу полесна контрола. Намалена е опасноста и заштитата при работа, намалени се несреќите во голема мера со обука на нашите електромонтери, постојано ги пратиме во нашиот тренинг центар во Македонски Брод. Таму се обучуваат, се тренираат, се оценуваат за да може секојаш да бидат во кондиција, бидејќи на минусни температури работат и мора да имаат издржливост и да се здрави пред се. Ме интересира дали Евана се фактурира сама на себе и дали се ги плаќа фактурите. Да, каде што трошиме. За потрошена. Да. Па не знам, во зградата, струја, овона. Си имате бројила и си ги плаќате. Добро. Друго да ве прашам. Зградата ја реконструирате. Што правите таму сега? Не сте таму, нема никој. Да, сега сме во близу до зградата. Правиме реконструкција на фасадата, ќе биде енергетски издржлива, ќе биде по сите стандарди. И нормално ќе се вклопи во целиот амбиент како што е во естетиката. Во естетиката на тоа. Добро. Гледач. Да. Имаме весели гледачи овде кај во околина. Добро. Океј, ајде, време е да направиме втората пауза. Тоа сака да ни кажат, па веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот. Лата се прилично расположен, го слушнавме, имаш поздрав до него, од него до тебе, пардон, Атанас. Убаво не поздрави. Да, убаво не поздрави. Може би станал дедо, најверојатно нешто, па веќе е во години, нели? И човек се радува ете дека конечно ќе може и внуче да чува, нели? Поздрав до дедо Латас. А ние продолжуваме со нашите прашања.
Чекај, кој ми најде сега и СМС? Дали сте отпуштале работници? Не. Дали ќе отпуштате? Не. Дали од 2005 наваму немате Не, отпуштане? отпуштено нема работници. Дали ќе отпуштате или ќе вработувате? Ние постојано вработуваме. Кај нас има процес до 30 април е пријавувањето на сите млади инженери, правници или економисти да се пријават во тренинг програмата. Таа програма првија почнавме во Македонија веќе 6-та година. Пошто приватно ми го дадов, Да. ќе ти го давам бројот. Да, не, слободно поразмери може се, да се пријави било кој од млади, значи што се на крај на студии или веќе завршени, се пријавуваат во таа тренинг програма, правиме селекција и од сите пријавени најдобрите ги селектираме. 30, 40, 20, зависно колку според потребите на компанијата, една година се вработени во Евана и ги поминуваат сите процеси. После таа година, скоро сите остануваат вработени во Евана Македонија. Покрај тоа стипендираме, први ги почваме стипендиите, од пред 2 години се приклучи и другите 2 енергетски компании. Ти кажам, Јанко, првата година кога сакавме да стипендираме, немаше во одсекот или одделот што е за енергетика на ЕФТ, на електротехничкиот факултет овдека во Скопје, немавме кандидати. Сега, после 4 години, имаме прво зголемен интерес за смерот, што го воведе факултетот, а потоа имаме голема конкуренција за стипендии. Вработуваме и практиканти, ако се покаже добро. Дојде на пракса, студенти изведуваат пракса кај нас постојано. Се покаже добро, му треба на одделот, го вработуваме. Па го довршува факултетот. Значи, ние постојано вработуваме, но и има отворен процес на оние кои се заминуваат од компанијата од разни причини, но не се заминуваат со празни раце, со одреден надомест. Значи, кариера opportunity е прилично добра кај вас. Постојано, значи, стипендира. Сега почнавме новото од оваа година со пракса за средношколци. Уште од сега да се насочуваат, бидејќи треба оној дел каде што се електромонтерите, класичната работа во електромонтерството да се зајакне. А тоа ви треба, значи, во тоа? Да, значи, кај нас децата што се трета година, малце тешко за средно физичка работа, има интерес? Има интерес. Има интерес. Има постојано отворен, значи тоа велам. Ние не сме отпуштиле до сега од работа. Браво. Ние што си заминале од компанијата, си заминале со Ја мислев ќе биде провокативно ова прашање. А вработуваме постојано. Млади инженери пречесто од електротехничкиот факултет, но и финанси, правна служба, економски факултет. Добро. Еве уште едно подпрашање. Колку вработени имаше компанијата кога ја купивте, а колку се сега? Не можам да се седам колку, но не е многу намален бројот. Компанијата која земаме беше скоро... Намален е заради пензионирање? Дел Ама отпуштање нема? Не, отпуштање нема. Добро. Нема отпуштање, значи сега, ако зборуваме за некој што го прекршил дисциплината, работата, оние што се огрешиле од законот, против нив преземаме соодветни мерки. Тука нема. Сметките да се вратиме. Паушалното отчитување на броилата. Мене ми е малце чудно, затоа што, нели, секој месец си доаѓа, дури кога беа старите броила, камоли сега со дигиталниве, кои можете, нели, доаѓа, ги отчитува и така натаму. Дури и тоа ми е малце чудно. Кога веќе имате дигитални овакво, зошто е потребно физичко присуство на човек да ги отчита? Дел од новите броила кои сега ги поставуваме се двонасочни, кои може да се отчитаат од далеку и да се исклучат многу од далеку, од компјутер. Тоа е тоа. Најновите овие што се. Да. Так. А овие што се дигиталните се со отчитување со оптика. Со оптичка глава се преземаат податоците. Тоа е затоа за да се избегнат манипулациите. Отчитувачот ми напишал помалку или повеќе. Директно од броило во компјутер на пресметка, на печатање на сметката, на испорак. Предпоставените вредности. Една страна сега, нели, законските одредби. Бојан Гостов прашува зошто во Велес не се отчитува секој месец потрошено на електрична енергија, после добиваме повисоки сметки кога реално не сме потрошиле да се изедначат киловатите. А на самиот почеток господин Ковачевски рековте, нели? Идеш, купуваш леб, го плаќаш лебот. Да, ама лебот не го плаќам ја за 2 леба што и утре ќе го купам. Ако е 5 денари, 5 денари плаќам. Зошто паушал? Значи вака, предпоставена пресметка за потрошена електрична енергија се изготвува само во случај кога од било кои причини не може да биде прочитано броилото.
Дали корисникот не е таму, дали немаме пристап до брилото, дали ние не сме биле во можност. Предпоставени вредности имало постојано. Но проблемот сега зашто се јави? Затоа што во месец декември голем дел од нашите ресурси беа насочени кон битката со зимата, беа насочени кон други процеси, некаде не успеа да се отчити и се даде предпоставена вредност. Но таа предпоставена вредност се изготвува според историја на податоци кои ги собираме за секој корисник посебно. Добро. Сега, например, за тебе, Јанко, 100 киловати трошиш, 3000 киловати трошиш годишно. Во декември минатата година си потрошил во пари, да го претвориме тоа, да кажеме 6000 денари. Овој декември, ако ке тебе не сме успеле да отчитаме, според историјата, секој месец влегува со процент и доаѓа дека приближно е 6000 денари и овој декември, ја предпоставуваме. Но, она што во предпоставената сметка не може да се пресмета, тоа е температурата. Минатиот декември беше многу потопол од овој. И сега ти, Јанко, во овој декември имаш потрошено реално 9000 во пари електрична енергија, минатиот 6. Овој 9000. Не те разбирам. Се губам. Искрено, немам фокус. Значи имаш помалку платено за потрошеното што го имаш во месец декември. И кога следниот месец доаѓа порамнувањето, тие 3000 денари се префрлаат во таа сметка. А зошто? За Зошто помали едноставно- сметки ниеден корисник не се јавува да прави корекција, а за повисоки се појавува. Значи, велам, некаде не успеваме, но тука корисникот има право да се јави. Ај прочитај го. Добро. Ај прочитај го ова, не го разбирам бидејќи треба да ги читам киловатите. Што сака да те праша овој гледач? Не треба ја да ставам на другите. Треба да ставиш новите наочи. Добро. Само да видам. Се извинувам. Не е Добро. проблем. Закон за комунална такса. Тоа зборуваме службен весник, Да. добро е дополнување на закон за комунална такса, службен весник за користење и одржување на јавно осветлување, плаќа комунална такса според типот на потрошувачката и тоа. 0,4 киловати 25, добро. Ово нема ништо врска со Северна Македонија. Туку? Законот за комунална такса, убаво си кажува. Не го разбирам прашањето. Не можам ни ја не го сконтав, затоа и ви го дадов. Добро, понекој Не е знаат и конфузни прашања да стигнат. Во ред е тоа. За жал, ги замолив, не ми праќајте, проблем ми е да, значи, што ми пративте во инбокс, лично мене поставевте прашање, фала. Ја не можам да ви одговорам. За да ви ги читам прашањата, мене ми треба еден процес кој малце ми е сега комплициран заради Да се тетеринг, да. користам интернет, Wi-Fi од мојот мобилен телефон, нема шанси. Поставете ги прашањата, ама нема ни веќе време затоа што Околу предпоставените вредности. Значи, корисникот во секој време може да побара корекција. Да се јави само на телефон. Да се јави и да каже: вие сте ми испорачале сметка за потрошена електрична енергија во која има повеќе киловати од она што е реално го гледам на моето бројло. Колку е, ти го прашаме ние, господине потрошувачката, толку и толку. Ви благодарам, за 2 дена добивате коригирана сметка. А зошто не доаѓа, не се отчитува? Отчитуваме секаде, освен онаму каде што не можеме да стигнеме. Ама тоа не е од сега, Јанко, тоа е постојано. Проблемот се јави затоа што за помалите сметки никој не побара корекција. Но кога следниот месец ние ги коригиравме, дојдоа повисоки. Значи сега намерно не сакам да го цитирам делот од законот каде што ЕВН има право само еднаш годишно да отчитува и при промена или на електрична енергија. Но сега работиме на нови процеси, кои допрва ќе ги презентираме пред нашите корисници, сосема нови процеси кои многу ќе олеснат и начинот и на отчитување, и на пресметување, и на наплата. Рано е да зборуваме за тоа, но се работиме све во интерес на корисниците. На почетокот ме праша за гужвите, за наплатните пунктови. Имате Не еден може наплатен плата. пункт кој ви Това е таму во зградата каде што Сметка може да постојано- плати корисникот секаде. Во било која банка. Чекај. Мене тоа ми е јасно. Јас си ја решавам тоа, си имам траен налог, глава не ме боли. Ни Тоа е не чекам, ни најдобрата ништо. опција. Така. Значи, тоа ми е најдобрата опција. Разбирам дека на некои луѓе, ја дури, нели, се трудам пред се прво тоа да го завршам, нели, сметките што си ги имам, водовод, ТВН и така натаму, тие што ми се телефон, utilities да си ги платам, имал или немал пари. Но, има луѓе пензионери. Некој му е здодено, некој не. Но, има луѓе кои тешко го капираат тој проблем,
бараат објаснување и доаѓаат до шалтер. Има и навика. Јас знам дека е многу едноставно преку интернет да се плати, преку банка да се плати, дури полесно е, но нели со кредитна картичка, дури пензионеров што имаат кредитна картичка, може да си отвори и сам да си плати со малку обука, но кога веќе запнале да доаѓаат на шалтер и го имате тоа, зошто? Гледам луѓе дури има она петорица внатре, па 10 души чекаат надвор, неубава грда слика и за вас и за се. Зошто не го проширите капацитетот? Едноставно доаѓаат тие луѓе да ви платат, носат пари. Нели, она за што работиш, што е твоја дејност, како што беше, прво не прашува зошто веќе не ги дистрибуираме ние сметките за потрошена електрична енергија, туку пошта. Значи, секој за она за што е овластен официјално во државата. Ние можеме да вршиме наплата, но гледавме на наши наплатни пунктови, да отвориме на различни места, но гледавме да помогнеме да биде што поедноставно, следејќи ги новите модерни начини на плаќање на електрична енергија и да го запазиме нашиот менталитет. Прва фама беше дека не сакаат да плаќаат во банка затоа што таму се зимаше провизија. Го сменивме начинот, ние плаќаме провизијата, имаме договори со сите банки и со пошта да ја плаќа ева на провизијата. Значи, во најблиското место, банка, првата банка во која може да отиде, секој може да отиде да плати сметка. Значи, не мора да доаѓа до центар или до другите места каде што ЕВН има. Втора работа е, може, ако не сака да ја користи тоа, во банка, во пошта, слободно може да плати. Ако не му е дојде на сметката, може да добие по електронска пошта. За пензионерите кои не сакаат да работат на компјутер, доволно е да се јави и да каже не ми е стигната сметката, ве молам испратете ми ја на таа и таа адреса. Веднаш ќе му биде испратена. Но тоа е... И ќе може да си ја плати. Значи, гледаме да биде и на најблиското му искочи од дома првата банка плати ја сметката. А ако сака да се информира колкав му е долгот, што е, има и говорно сандаче услуга. Ќе се јави, ќе го каже само бројот на корисник и телефонската секретарка ќе му објасни све. Да, толку имате наплаќа. толку имате. Они... Го делиме трошокот заедно. Ние пола, корисникот пола. Еве ако не е така, корисничкиот енергоцентар може да се пријави, да отиде, да побара, може по мејл адреса, било каде да се информира. Значи, сите канали на комуникација ги користиме за да можат нашите корисници и да се информираат и да можат да ги плаќаат сметките. Добро, разговарате ли со овие луѓе кои прават толку калабалак на вашите Ке ти наплатни кажам една центри? случка, последниве Знам за 5 дена. случките. Дали постои... Ги праќаме. Неверување дека он, значи само пред 2 дена 5 души прати во банка, јас се симнав доле, Добро. на наплатниот. Зашто не плати до, ми земаат провизија. Значи, господине, ако ви земаат провизија, јас ќе ви ја платам цела сметка. А вика ќе отидам. И влезе човеков, отиде, плати, вика, стварно. Значи, банките не земаат провизија. Не земаат провизија, ние ја плаќаме провизијата. Колку им пишува на сметката, толку земаат. Толку ќе плати. И постари сметки се плаќаат. Дури и повторен приклучок, оние што се исклучени, во повторно приклучени, се плаќа на уплатница, се снима, се праќа по телефон, било како на инфо. Значи ги гледаме сите канали комуникацијски да ги искористиме да може. Еден случај ќе ти кажам со пензионерот. Исто се објаснува, имаш говор на сандаче, а па вика ќе ми наплатите. А добро викам, па пари си потрошил да дојдеш со автобус тука. Ама вика, синко, денеска е пето, ја без пари се возам. Добро ти И рекол. тука немам што да Луѓе, могам. вече нема И плюс, што. ми вика, сака малце со твој тука колешки да си поразговарам и од дома да искочам. Значи имаме и такви случаи, да бидеме искрени. Но стравот дека едно од работиве, она што е клучниот проблем, стравот на многу од нашите корисници дека ако платат на друго место, уплатата нема да биде регистрирана и тие ќе бидат исклучени. А ако платат на шалтерите на ЕВН, тоа ќе биде сигурно. Да. Значи, тоа беше во минатото, пред 3 или 4 Веќе не години, е кога не беа системите усогласени. Сега, терминалите, нашите, со банката и со поштата се во ред. Во моментот кога се плаќа, кај нас веќе доаѓа информација дека е платено. Еве, и ја да им кажам на почитуваните гледачи, ја исто многу ми е тешко да стојам, некогаш имав нерви, многу ми е тешко да стојам во долги редови, да наплаќа и така натаму и така натаму. Значи, во банки е најбезболно. Било која завршете си работа, ја така ја завршувам. Првата банка што ми е во близина. Сметката, а брако, оние што се понапредни, можете тоа да го Од правите од дома. Дома, компјутерот се отвара, се логираш, многу е лесно логирањето,
Исто како да си праќаш мејлови и добиваш целосен преглед. За оние што работат со компјутери, многу е лесно. Добиваш целосен преглед, колку фактури имаш платено, колку немаш платено, цела пресметка имаш. Имате ли туторијал за да им помогне на ова или Има на некако самата да се интернет на страна. самата интернет Самата страница на интернет evana.mk? Ако нешто не ми е јасно, може да се јават и во кол центарот, тој работи нонстоп 24 часа и таа услуга ја дава, ќе им каже како да се приклучат, што да направат. Ева повторно. Дури и жалби примаме по телефон. Во кол центарот. Се жалам, сакам да поднесам жалба за тоа и тоа. Кажете, господине, ги пишуваме податоците и испраќа нашиот кол центар до нашите оддели жалбата за било што на корисникот. Значи, сите можни комуникацијски канали гледаме да ги искористиме. Јанко, како јас да проверам дали отчитаните вредности се точни? Кога ќе исклучам тотално се од струја, саатот за електрична енергија повторно отчитува. Каде е проблемот овде? Благодарам. Тогаш веднаш да се јави. Значи, тогаш ова е веднаш она да што се- го зборевме. Тоа што го зборевме на почетокот. Маријан Манев доцна се вклучил, не ја следел Не ја емисијата, следел, а вие убаво објаснивте, но повторете сега. Веднаш, значи, кога ќе исклучи све, ништо да не работи во домот, ако трепка постојано, ако свети постојано без да трепка, тогаш е во ред. Но ако работи како да претходно што си работело, тогаш некаде се губи електричната енергија. Или е неисправно брилото, или можеби внатрешната инсталација на корисникот. Или некој краде електрична енергија од тоа броило. Некој друг, мислам. Веднаш да реагира, наша екипа ќе излезе нови, ќе направи контрола и ќе даде своје мислење. Може ли, например, тие подземни кабли што водат и така натаму, Јас сум гледал во соседни земји, например во Грција. На вратата е броилото Сите и на кабелот граница, иде до таму на самата граница. Не е вградено, нема закопување, туку е воздушен кабел и нема шанса за никаква манипулација. Само со еден поглед било кој контролор може тоа да го реши. Така се сигурни и корисниците од кражби од други лица, а и ние сме сигурни, бидејќи тука е многу чисто. Ама има многу И законот сега вели, секој ново броило мора да се постави на граница на имот. Во Грција и црквите имаат излез на самата капија, броилото стои. Така и сега ние ги поставуваме, тоа е законска обврска која ние мора да ја почитуваме, така се става ред во се. И веднаш се знае дали И тоа има ќе правите манипулација, сега све со старите куќи, све ќе го обновувате? Да се прави, значи секој нов веднаш се поставува, а сукцесивно дел по дел се оди со менувањето на броилата, бидејќи тоа треба да се заврши за скоро време, со менувањето на броилата или на тие места каде што се бараат нови приклучоци или промени, веднаш ги ставаме на граница на имот. Тоа е најсигурното место и тоа е воведување на ред во снабдувањето со електрична енергија. Така. Вака, зошто А корисникот да реагира веднаш во корисничкиот енергоцентар, да се обрати, нека поднесе веднаш барање за контрола на мерно место, да се направи контрола, дојде нашата екипа да види, да му се каже за што се работи. Дали е добрилото или некаде некој му краде електрична енергија или некаде во натрешната негова инсталација има проблем. Зошто Евана бараат дури сега да се платат тужби од 95 до 2005 година, кога они рекоа дека почнува од ново од 2005, колку што знам, тужба застарува после 10 години. Да, тужба после 10 години се старува, во зависност од тоа кога е испорачена кај корисникот. А Евана не туку старото ЕСМ ги има поднесено тужбите до корисниците, уште пред 2005 година. И кога Евана Македонија ја купи дистрибуцијата, ја презема и таа обврска да ги напрати старите долгови. Тужбите кои тогашното ЕСМ ги има дистрибуирано, корисниците ги добиле многу подоцна од моментот кога биле испорачени. Од моментот кога ќе ја добие тужбата врака, од тогаш почнува да тече рокот. Се она што е застарено сигурно не може да се наплати. Евана него ни наплаќа и велам, тие стари долгови ние ги наплаќаме и ги пренесуваме на компаниите други кои произлегува старото ЕСМ. Сметките ви се големи, се жалат дека сметките се големи. Еден коментира, вели дека затоа што државата пред време го зема ДДВ-то. Не. Такво нешто не може да биде. Сметките не може... Вака сега, да бидеме искрени. Сметките се големи затоа што над 70 и не знам колку проценти поточно во Македонија ја користиме електричната енергија за грејење. Тоа значи дека кога таа користиме за грејење, не е толку скапа во однос на другите држави. Во другите држави имаше еден случај на еден наш корисник кој се жалеше дека во Русија живее, во Санкт Петерсбург и дека таму плаќа само $19 за електрична енергија, а овдека плаќа
2000 денари за електрична енергија. Имаш човек за Таму вика има Финска природен плаќам газ. 300 евра. Нема, таму има природен газ. Таму гасот се користи за домовите. А електричната енергија е само за осветлување. Природниот газ во Русија го користат и затоа господја да плаќа $19. Дали Евана ги има решено имотно-правните односи за ТС и далеководи? Да, во поголемиот дел, она што не се решава. Кажете ми, што е иднината? Иднината, оно што го рековме на почетокот со мастер планот. Развојот на енергетиката, развојот на дистрибутивната мрежа, развојот на економијата, со што ќе се отворат и нови работни места, со што ќе се троши електричната енергија, со што ќе имаме развој. Безбедно, стабилно снабдување со електрична енергија на сите наши корисници, тоа е нашата цел. Постојано да имаат снабдување со електрична енергија и се разбира ставање ред во снабдувањето со електрична енергија. Кога ќе погледнеме вака по булеварите или по да се види ред со точно толку бандери, толку кабли, да нема сите страни приклучаци. Дали можеме да очекуваме во догледно време, бидејќи се попопуларно станува користењето на соларни панели, претежно за загревање на вода, со што се штеди огромна количина на електрична енергија, огромни средства се заштедуваат со тоа. Но се поактуелно е и користењето на електропанели, сончеви панели, кои генерираат сончева енергија. Дали сме ние против тоа? Не зборам за тоа. Значи, кај да е се повеќе луѓе ќе ги користат, па има луѓе на приватни имоти, пчеларници, на фарми и така натаму ги користат. Но интересно е што еве во иднина тие ќе се приклучат на мрежата заради стабилност од X причини. Секаде во светот слушаме дека луѓето знаат да го тапацираат цел свој кров, ќе замине на одмор и додека тие панели не стојат пасивни, тие постојано генерираат некаква електрична енергија која влегува во системот назад и со тоа или си ја побива сметката или си заработува некоја ситна, во секој случај салдо нула, може и многу исплатливо да му биде тоа на корисникот. Крајните корисници наскоро, а сигурно заради Кина и технологиите, цените на овие панели ќе паѓаат се повеќе и повеќе. Кај нас во моментов законските прописи или регулативи се уште не се на тоа ниво да може да се. Се едно дали е електропанел или е водените. Да. Се уште не се, но се работи на тоа. Во догледно време, значи мислам дека тој процес кој не може ниту да се спречи и не треба да се спречи, туку процес кој ќе се развива, како ќе се развива процесот, така мислам дека и законодавството и регулативата ќе биде се подобра и подобра и ќе биде многу поволна за нашите корисници. Дали тоа значи дека во иднина ќе можам ја, ако имам имот на кој имам мала река и да си поставам воденица, да си поставам и мал генератор на електрична енергија? Тоа ќе придонесе многу за заштита на животната средина. Покрај тоа што ќе им користи на луѓето, нели да заштедат и да си ја користат така, ќе имаме чиста енергија од обновливи извори. Она на почеток што го зборев за Евана дека разумно користење на енергијата. Па вие користите мали централи. Најголемите поборници и на користење на водата како ресурс. Во Бугарија има парк на сончеви колектори на Евана за производство на електрична енергија. Ветерниците се во Виена. Значи, работиме на користење на чистата енергија. Први поборници сме за тоа, први сме во битката со тоа, затоа што ќе ја користиме чистата енергија и ќе имаме почиста околина. Не се плашиме од тоа дека ако нели корисниците ќе си произведуваат сами, пак имаат помали сметки, тоа значи дека ние не ќе мораме да купуваме повеќе електрична енергија, туку оноку колку што има корист. Значи, вам ви е исплатливо да не на сите нас ќе не биде исплатливо. И околината ќе биде заштитена. Рековте дека наследивте мали хидроцентрали. Да. Колку такви хидроцентрали мали? 12. Сите мали. Дали ќе градите се ревитализирани, работиме и на тоа. Сите се ревитализирани, поставена е опрема за далеченско водење на тие. Користењето на водата како потенцијал за создавање на електрична енергија е многу побрз процес. Веднаш можеш да употребиш и да создадеш електрична енергија. Годиниве како е поволна хидроложката. Так, хидроложката состојба треба да е добра. И ние ги имаме тие мали хидроцентрали, поставени автоматски се водени од посади. Дали ви се исплати, дали се заинтересирани за поставување нели соларни
полиња каде што ќе генерирате електрична енергија или турбина која ќе загрева нели соларни панели соларни огледала кои ќе загреваат вода, па таа пареја од висок притисок и многу висока да врти турбина. Имате ли такви планови или тоа останува на МЕПСО и така натаму? Не, секој може да се вклучи. Она што државата како регулатива ќе го направи, секој може да го искористи и да се вклучи во тоа. Кога ќе се создадат услови за тоа, сигурно ако се најде интерес ќе се приклучиме во такви иницијативи. Ние да не забораваме, работиме се уште на пазар регулиран. Регулиран пазар кој е регулиран од Регулаторната комисија за енергетика и се што се работи согласно законските прописи и контролата е тука. Можете ли Ние како компанија можеме да се јавиме на било кој повик на владата, државата кој ќе се распишат, бидејќи државата си прави своји планови. Она си планира колку производствени капацитети ќе има, кој ќе ги гради, се даваат тендери, како ќе биде, значи она си води. Ако Евана најде интерес, сигурно ќе се појави на такво нешто. Во минатото тој сме се појавувале. Мрежата можете ли да ја користите за нешто друго освен за дистрибуција на електрична енергија? Ба може ако се адаптира, ама и тоа е веќе нели прашање колку можеме, колку е дозволено, колку не е. Во Австрија постои значи и кабелска телевизија. Евана и интернет, кабелска телевизија. Тука сме сега и само така дистрибуција на електрична енергија. Дали е тоа некој тренд кој ќе зема замав? Што мислите? Што велат вашите во компанијата, научници, инженери? Каде мислите? Овдека кај нас воопшто во светот? Па во светот да се користи инфраструктурата, бидејќи знаете што практика, бидејќи нешто проблем е негде дали има покриеност, непокриеност, ама сегде скоро има многу повеќе има покриеност со електрична мрежа. Па нели ако веќе електричната мрежа може да се користи, таа е негде ка 50 до 60 Хц фреквенцијата, што значи можеш високофреквентен сигнал да пуштиш. Да се пушти. Единствено проблем се трафостаниците, тука ќе треба премостување тоа да се прави. И дозволите дали можеш да бидеш тој уште еден медиум во државата, покрај сите што ги имаме до сега. Се шегувам. Зависно од тоа, компанија се е концентрирана само на дистрибуција на електрична енергија, но не велам дека нема да се приклучиме кон разни други иницијативи кои може да се кои може да се појават ако за такво нешто постојат услови. Ја ти благодарам за вечерашното гостување. Би те замолил прашањата кои ги поставија гледачите не беа одговорени, во меѓувреме стигна некој подоцна се приклучија. Некој ќе има и по репризата утре вечер на Сител 1, што ќе има исто така. Сабајле ќе има реприза, на Сител ќе иде реприза 1, така што ќе стигнат нови. Значи сите вие почитувани гледачи што еве сега можете да го искористите мигот за решение на некаков ваш проблем или поставување прашање до Евана. Евана си зема обврска, господинот Александар Ковачевски рече дека ќе ви одговорат. Дали на мојот Facebook профил или лично, тоа они ќе одлучат сами, така што... Не е проблем, се што е како прашање. Може. Или во кол центарот, ако не се задоволни од одговорот, нека го поставате тука, ќе ми ги препратиш, ќе ги разгледам, ќе ги упатам корисниците и твои гледачи до местата каде што може. Значи, моја задача е да ги упатам кон оние места каде што ќе добијат информацијата. Најдобро е во кол центарот да се јават, во контакт центарот на Евана. Сите информации ќе ги добијат, можеби ќе причекаат бидејќи многу јавувања. Кажи ми, што се овие фотографии овдека? Ова е ноќното читање. Што е ова ноќно читање? Ева, ова е една интересна кампања која Евана Македонија прави. За да ги испрачаме сметките за електрична енергија во печатена форма, пошта да ги донесе, трошиме одредени пари, нели средства. Добро. Секој корисник кој ќе рече не сакам да добијам оваа сметка вака по пошта, ќе си ја земам е-фактура услугата, ќе ми доаѓа сметката по електронска пошта. Тие пари ние ги пренасочуваме во развојот и поддршката на македонската литература и младите автори. Секоја откажана сметка за електрична енергија по пошта е една нова страница во македонската литература. Тие средства ги пренасочуваме, сега наскоро ќе биде третото издание. Сакате да бидете општествено одговорна компанија. Објавуваат млади автори кои досега немале можност да објават и некои веќе афирмирани. Тоа се раскази кои никаде не ги објавиле досега. Секој кој ќе ја прифати е-фактура како услуга, добива и една книга раскази како подарок од Евана Македонија. За тоа сакаме да кажеме дека ја поддржуваме развојот на културата. Покрај ова, ова од ноќното читање кој го промовиравме со овие интересни сјалички, го поддржавме денот на планетата Земја или часот на планетата Земја,
Во тие 60 минути, кога бе изгаснати сите светилки, ние правевме ноќно читање. Во кафе-бар во центарот на градот. Сите што може да дојдат, си земаа книги, си добија вакви светилки и си читаа заедно, додека еден час беше изгаснато светлото на часот на планетата Земја. Се вклучуваме веќе по трети или четврти пат во поддршка на тоа. Се вклучувате во тоа? Тоа го поддржуваме. Ја не го поддржав. Знаеш зашто? Затоа што јас сите мои светлечки тела ги заменив не со штедливите. Штедливите испаднаа тешко ѓубре. Ем брзо прегоруваат, ем греја, ем трошеа. Иако помалку од обичните. Ставив лед. Со лед. Да. Така што мојата потрошувачка на севкупна што ја имам е колку една обична сијалица од 60 вати на севкупната. Така да не чувствува потреба да изгаснам сијалица. Ти си направил многу поголемо дело. Тоа сакам да кажам дека иднината е во такви лед, студено светло, кое нема ни зрачење, многу е поефикасно и тоа е иднината, мислам, дека тоа треба. Ја извини, сега ќе станам, остани ти во кадар, ти можеш режијата со широк кадар. Колку е ледот ефикасен да денеска се користи и во играчки, каде што, еве овие светилки. Овдека со една обична светилка, оваа светилка ја купив некои си 100 денари од Джамбо. Лед сијалица со која навечер можам да читам. Да, еве ако го извадам, повели, вака стаи си го. Значи, кога е веќе играчка ова станато, луѓето стварно би требало веќе и да се замислат зошто да трошат толку многу мислам, ова е тренд во светот. Ова е лед сијаличка. Ледот е исклучително ефикасен и многу малку троши. Ја го имам година дена овде во емисија, се горачкам и така натаму, нема никаков проблем. Има 3 мали оние батериички како за часов. Мислам дека треба многу повеќе, нели, логото е делува е локално, мисли глобално. Така. Како и да мислиме, како и да делуваме, треба да си ја заштитиме околината. Прво да си ја чуваме државата, да си ја чуваме она што е не нашето околу себе, семејството па натаму. Со една таква мисла може многу работи да се направат. И ако таму ги насочиме мислите, буквално нема крај на човечкиот ум каде може да отиде со се она што може да го направи. Затоа велам, почнувајќи од самите себе, да се насочиме кон сочувување на нашава планета. Пријатно сум изненаден од Евана, од вас. И вие како човек, и вашето познање, ако работите пред се како новинар и портпарол. Навистина, делувате прилично user-friendly, народот има проблеми, краток ни е фитилот заради маката. Бидете, слушајте го народот, пробајте да му помогнете. Нека не бидат тврдоглави. Драго ми е што ги штитите нашите работници. Драго ми е што рековте дека не отпуштате, а ќе вработувате. Драго ми е што се грижите за здравието на тие монтери кои имаат едно од најтешките работи која може да постои заедно со рударите, едно најтешките и најризични. Поздрав до сите тие екипи кои постојано... Дека сите ние сме, извинувам, дека сите ние сме дома при големо невреме, тие на најголемото невреме се на бандера. Така што мене ми е драго што и така да продолжите, за да таа отуѓеност, дека вие сте продадена, дека се каеме што сме ве продале, дека странци, дека се тоа странци, дека да бевме ние ќе беше поубаво, но ќе имаме едно следно гостување, а тоа не знам дали ќе бидете вие или некој од вашите челници. Наскоро ќе мора да разговараме околу темата, но тука ќе има и владин представник за либерализација на пазарот. Не го отвараме, останува да виси за некој следно гостување. Тука сме отворени постојано за нашите корисници, тоа сум го кажал постојано, го зборувам и во емисијава го повторив многу пати. Јас ти благодарам што ми даде простор да им кажеме на твоите гледачи дека не сме компанија која само зема пари. Туку сме компанија која сака она што го има сработено, го има спорачено, да и се плати и тоа да биде според закон. Значи, тука сме за корисниците се што им треба во секој време. Што ќе благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.